Вечерва се слави Стара Нова година според јустинијанскиот календар. Во Кочанско, според традиција, по повеќе мала се пали василичарскиот оган и се крши лепче со паричка. Несреќниот во кој ќе се падне паричката, наредната година има за задача тој да го организира василичарското празнување. Собираме се ние пред зградата. Јас живеем во оваа зграда, атомските згради, и едно 5-6 фамилии собираме, стегнеме доле. Се заваля и кој што има од дома изнесе, се запече, скара, винце, ракија. Делите ли лепче со паричка? Доле, да, се деле таму. На кој се падне под наредна година, тај ќе биде, како се вика тоа? Кум, да, кум ќе биде, тај така. Секоја година така се прави, секоја година. Едно 7-8 години веќе така. Што има на трапезата? На трапеза има од ракија па до вино. Мезе, пиво, ракија, месо, месе се зелник, лепчиња се месе. Ќе гледаме на секој начин да биде најдобро. Собереме јабучки, орахчиња, пари на суроваскарите, ракија, вино, компири, тоа сме ние затекли од нашите стари, тоа ги даруваме. Кога дојде. Доаѓаат кај вас? Па доаѓаат, не многу голема група, али 6, 5, соберат се такви, ја им саветувам, викам, соберете се како ние едно време, ние се собереме по 50 души на сурова. Па свирки, па тупани. Свештениците од православниот храм Свети Великомачени Георги во Кочани не го оправдуваат палењето на оган. Што се однесува до празнувањето на овој ден на славењето на Стара Нова година, ќе искористам приликата да апелирам до сите верници овој празник да го дочекаат достоинствено, значи да се подготвуваат за литургија, сето тоа да биде во страв Божи, проследено со молитва. Овде има некоја традиција, нели, каде што се палат василичарски огнови, исто како и предбадник. Ќе ги замолам, значи во името на свештенството, на таквите собири да се однесуваат долично, да се однесуваат како вистински православци, значи целото тоа славење да не премине во пијанка, во пријадување, бидејќи, како што знаеме, тоа не е долично и пријадувањето и опивањето се сметат за грев од црквата, туку се да биде достоинствено, нели, пред се на човек, а после да речеме и на христијани. И така ќе кажам, имаме слушното дека, нели, овој празник постои некоја традиција каде што, нели, се собираат луѓе и играат разни хазардни игри, комар, карти и тие работи. Сето тоа не е во склад, нели, со каноните што ги препишува црквата, бидејќи во каноните стои јасно дека секој православен треба да се отргнува од таквиот начин на живот, нели, од улично речено од комарџискиот, а не, нели, да се дочекува веста за обрезанието Христово токму на тој начин. Значи тоа се некои обичаи што навистина немаме потреба да ги практикуваме доколку се нарекуваме, нели, вистински христијани, а сето тоа го правиме од забава, при тоа заборавајки на Бога. Утре во манастирот Свети Васили Велики на Осоговските планини на надморска височина од 1560 метри, митрополитот Брагалнички господин Иларион ќе ослужи богослужба на која се покањати сите православни христијани. Од православниот храм од Кочани најавуваат за организиран превоз до Пониква. Автобусите тргнуваат во 7 часот и 30 минути од пред општината и кај Кузе 2000. Сите граѓани кои ќе присуствуваат на литургијата во манастирот со себе да си понесат и прибор за манастирскиот ручек.